никаде не е така сино небото, ниту има негде место поубаво. Господ пратил. Поводот за да го испиеме првото утринско кафе е оваа средба со Дуо Коктел, кој што 35 години функционираат на македонското естрадно небо. И поводот е навистина со тоа што имаат промоција и издадено нова песна во очи големиот македонски празник Илинден. Насловот на песната е Земјо моја, а ова утро имам чест утринското кафе да го пијам во друштво на Блаже Темелков и Стефче Грозданов, вокал и гитарист на дуото Коктел. Добро ви утро. Добро утро и на... Ви благодарам што утринава сте заедно со нас, со нашата публика, со нашите гледачи. Честитки за оваа преубава песна, ама за почеток пред да зборуваме за песната, сакам да им ја кажете на гледачите вашата приказна за тоа како настана ова дуо. Не, ајде кажеме она што правихме дуо. Вака, значи ние добро, дуото е остаток од некогашниот бенд што го имавме уште 80-тите години. Тие луѓе си отидоа од музиката, останавме само јас и Стефчи и едноставно решивме да продолжиме двајца. Во тој период Маквес беше исклучително популарен фестивал, нешто што се гледаше и што се слушаше. Така да можам да кажам дека нашиот почеток некако е поврзан со формирањето на државата Македонија. На прославата на 8 септември 1991 година, истата вечер, јас и Стефче снимавме нашата песна со која што дебютиравме на Маквес 1991 година. Песната се вика уште Ке горат сите факели. И тоа беше нашиот почеток, значи некако символично е поврзан со почетокот на нашата држава. Ние тогаш функциониравме некои 3-4 години, издадовме касета за македонската радио и телевизија, касета насловена Слуга и цар. Од таа касета има песни што во тој период беа исклучително вртени, слушани и популарни. И после настана пауза. Ние имавме, за жал, огромен период пауза. И нашиот нов почеток, камбек да кажам, е некаде од прилика пред Нова година, прошлата година, каде што издадовме првата песна Каде ти, таму јас. И од тогаш веќе имаме 3 песни издадено. Земјо моја е 4-та песна. И некако символично решивме да направиме нешто за нашата Македонија. Едноставно да кажеме ние како некои работи ги чувствуваме спрема неизе. И песна што решивме да издадеме баш пред големиот македонски празник 2 август. Така да мислам дека ова што го направивме ќе им се допадне на гледачите, слушателите. И еве, чекаме нивен коментар. Да. Јас ја слушнав песмата, навистина одлична, веднаш влегува во уво. Повозрастната генерација се сеќава на вас и добро ве паметиме, вие имате и настапи ширум Македонија. Ама ајде сега да се фокусираме, Стефче, ако може, на песната Земјо моја, која напиша, во чив аранжмане и дали се очекува можеби спот во иднина и да ми кажете за албумот кој што ќе биде, претпоставувам, оваа година. Вака, значи песната е авторско дело на Блаже, текст и музика, а аранжманот е мој. Така сме се скоро сите песни од прилика направени, пошто идеите за нашите песни, што се вика, ги носи повеќе он. Јас сум тука да помогнам со аранжманот, да тој изгледа заеднички некако дека е тоа Дуо Коктел. Мислам дека на Македонија е потребно ваква песна. Мислам дека ни е потребно малку да бидеме сплотени, затоа што во ова време на пари, во ова време на некои искривени врности, никој од нас не смее да заборави на државата на кој што и припаѓа. И мислам дека освен љубовта спрема тој што го сакаш во животот, љубовта спрема ближниот, мислам дека должност на секој што живее во оваа држава е да си ја сака Македонија. Така е, браво. И мислам дека кога ќе ја сакаме сите Македонија, дека работите ќе ни одат на малце подобро ниво. Честити векови да ни е празникот за многу години. И да си ја сакаме Македонија, тоа посакувам. Исто им посакувам на сите граѓани на Македонија убав празник. Земјо моја, Македонијо, гордо плови твоето сонце пак на небото. Земјо моја,
толку долго трае.